Poštovani naši gledači na programate Vo Fokusa, Silvana Pavlovska. Dobar den od mene, Silvana Pavlovska. Danes je 28. decembri 2023 godina. Продолжуваме со нашата програма посветена на македонската книжевност и историја и делото на Димитар Митрев наречено Пиринска Македонија. Денешното четиво, кое што ќе го дадеме во два дела, гласи Димо Хаджидимов, идеолог на македонската левица. Биографијата на Гоце Делчев завршува со зборовите: 15 часа турците не смееа од нашите куршуми да се приближат до убиениот. 15 часа ние го гледавме мртвиот Гоце како да беше наведнат врз гробот на Македонија. И 15 часа ни се кинеа срцата, зашто осирутуваше цел еден народ. Тие потресни зборови се изговорени од Димо Хаджидимов, како тешко и мачно сеќавање на забитката кај Баница, во која падна предводникот на македонската национална револуција. До таа битка Димо Хаджидимов беше најблизок идеен сподвижник на Делчев. По неа и цели 2 децении одбраната и доразвивањето на Гоцевите принципи стана негова највисока животна смисла. На 21-та годишнина од Делчевата смрт се појави со возбудлива статија, цитирам, тој плаче, во која ја поврзува новата трагика на Македонија со трагиката на нејзиниот најголем борбен син. Неколку месеци потоа, непосредниот сведок на битката кај Баница, која самата беше последица на предавнички чин, падна од куршумите на нови македонски предавници и пак осиротуваше нашиот народ. Сврзани во животот со заедничко борбено дело, Гоце и Хаджидимов се најдоа трајно сврзани и во своите трагични епилози. Револуционерната големина на Димо Хаджидимов најбогато се обележува со принципиелноста, длабочината и непомирливоста на неговите револуционерни разбирања. Тоа беа разбирања на човек што се оформи уште во својата рана младост како марксист и марксистички мислител. И како таков имаше моќно воздейство врз низа истакнати дејци на нашето национално ослободително движење, пишува писателот Димитар Митрев. Син на серскиот крај, тој израсна како идеолог на серската револуционерна група на чело со Сандански. И Гоце и Јане високо го ценеа неговиот идеен став и со својот изострен револуционерен усет откриваа во него луциден и безкомпромисен поборник за принципите на македонската револуционерна самостојност. И во одбраната на тие принципи одеше до крај и беше безпоштеден спрема противниците и провокаторите. Жолчноста на неговите смели напади против натрешната и надворешната реакција стана мерило на неговата преданост кон поробениот народ. Уште во почетокот на своето марксистичко култивирање, пишува писателот, Димо Хаджидимов го поврзуваше интернационализмот со љубовта кон сопствениот народ и сопствената земја. Тогаш не постоеше развиена марксистичка литература по националното прашање, но како син на еден поробен народ, тој чувствуваше дека и приврзаниците на интернационализмот се заинтересирани за правилно поставување и за правилно решавање на националното прашање. Како млад учител во Бугарија, тој се вклучи во движењето на тесните социјалисти, но не ги споделуваше гледиштата на оние своји соидејници што ја
нова национално-револуционерната акција и поради доктринерска едностранчивост и го препушта националното прашање на буржоазијата. Наспроти тие гледишта, овој вонредно интелигентен марксист, го нарекува писателот, наоѓаше дека социјалистите токму поради својата ослободеност од шовинизмот, најдобро можат да ги бранат вистинските национални интереси и ослободителни стремежи на поробените народи. Со помош на марксистичкиот поглед кон светот, суштински се разоткриваат причините и виновниците и за социјалното и за националното потисништво. Меѓу едното и другото потисништво постои суштинска врска и токму марксистите се најповикани отворено да ги разобличуваат прикриените планови и авантурите на буржоаските и реакционерните кругови за сметка на поробените народи. Тие мисли ги разработува Хаџидимов во својата брошура Македонското прашање, објавена во 1901 година, откако врши во неа анализа на балканските анексионистички аспирации во однос на Македонија, тој се задржува на соодветната политика на официјална Бугарија, која е најактивна во тоа време во својот шовинистички став спрема македонското прашање, па истакнува, цитираме: Бугарската буржоазија преку своите влади не може да мисли и да чувствува поинаку, освен како што бараат незините интереси. А незините интереси бараат присоединување на Македонија кон Бугарија. И тоа е сосема природно, со оглед на незината класна природа. Затоа пак, поинаков треба да биде ставот на бугарската социјалдемократија. Крај на цитатот. Авторот на оваа брошура нема илузии за некаква поефикасна помош во моментот од страна на се уште неразвиената работничка класа во балканските земји. Тој отворено кажува дека таа помош дури во иднината може да има решавачко значење за решавањето на македонското прашање. Но тоа не значи дека и во услови на недоволна класна развиеност на пролетаријатот, најсвесните и најиздигнатите социјалисти не можат да сторат многу за делото на веќе започнатата македонска национална револуција. И токму нив, seедно дали македонци или бугари, тој ги повикува кон активна помош на македонското национално ослободително движење, кој се истакнува со својот изразит револуционерно-демократски карактер. Димо Хаџидимов го застапува тоа гледиште и во својата политичка статија, објавена во истата година во бугарското социјално списание, наречено Општо дело, па третирајќи го учеството на социјалистите како неопходност за подсилување на револуционерно-демократскиот карактер на македонското движење, заклучува, цитирам: Нашето учество во македонското движење се наложува со силата на неопходност. Грешките на одделни личности што се нашле во раководството на движењето не може да бидат грешки на самото движење. Тоа може да постои без да поддржува некакви илузии кај работниот народ и без да го групира околу себе оној опасен елемент што може да не доведе до конфликти и војни. Само тоа движење здраво да ги прегрне револуционерните принципи. Тие принципи ќе го отстранат софискиот джган од составот на организацијата, но со тоа таа организацијата само ќе спечали, а нема да загуби. А кој може да даде најшироко приложување на тие принципи, ако не социјалната демократија? Не можеме затоа да се согласиме и со тоа дека нашето учество во ослободителното дело представува некакво отклонување од нашата непосредна задача. Напротив, осудувајќи и недопуштајќи никакви авантури, ние со исто време ќе ги разоткриеме скриените цели што ги преследуваат големобугарската буржоазија и монархија.
Крај на цитатот. Реченото во овој заклучок, кој беше еден акционен апел, најсуштински го карактеризира и учеството на самиот Димо Хаджидимов во македонското национално ослободително движење. Тој се вклучи и како македонски патриот и како револуционерен марксист во тоа движење, за да биде на првата бојна линија против оние што сакаат да го отклонат од патот на неговата изразита македонска самостојност. И посебно значајно е тоа што на таа прва бојна линија Хаджидимов действуваше првенствено како теоретичар и идеолог. Тоа беше многу важно за правилното поставување на самата крајна цел, што ја проследуваше ослободителното движење, зашто од карактерот на таа цел зависеше и насоченоста на самите конкретни револуционерни акции. Во однос на крајната цел, уште во првата фаза од развитокот на нашето национално револуционерно движење, постоја и незините неизјаснети и различни гледишта. Сите што беа во раководство и во редовите на внатрешната македонска револуционерна организација беа согласни дека се борат за автономија на Македонија. Но не сите внесуваа иста смисла во таа цел. Некои од нив што подоцна се оформија како десница на движењето и уште подоцна како врховистичка агентура, гледаа во автономијата или протекторат под покровителство на големите сили или етапа за евентуално присоединување кон Бугарија. Оние што беа против тоа толкување на автономијата и кои подоцна се оформија како левица на движењето, беа сосема најасно дека поимот автономија се покрива со поимот за една самостојна Македонија, но некако премногу апстрактно таа самостојност ја поврзуваа со прашањето за федерација на балканските народи. Во низа статии Хаджидимов го разгледуваше тоа прашање во самиот орган на организацијата Револуционерен лист и може да се рече дека изразуваше во нив едно навистина реалистично гледиште. Автономијата како протекторат или како етапа кон присоединување кон Бугарија решително и целосно ја отфрлуваше. Цитирам: "Детинска наивност е", вели во една од своите статии, "да се надеваме на таа или онаа европска дипломатија и да се стремиме да го спечалиме незиното сожалување, зашто на таа дипломатија добро и е позната вистинската состојба на Македонија и кога би сакала да стори нешто радикално, би го сторила", крај на цитатот. Во друга статија и во однос на она второто, тој вели, цитирам: "Само на бугарските влади и буржуазија им е дозволено да бараат присоединување на Македонија, зашто тоа го бараат нивните интереси, но тие интереси се противни на интересите на македонскиот народ", крај на цитатот. Во однос пак на автоматско поврзување на автономијата како израз на идејата за самостојна Македонија со идејата за Балканска федерација, уште во брошурата наречена Македонското ослободително дело, објавена во 1900 година, Хаджидимов вели, цитирам: "Убавата идеја за Балканска федерација одвајли ке ги најде во едно незрело време, како денешново, потребните услови за своето остварување, макар што е таа најживотворна и најразумна", крај на цитатот. Затоа ја поставува во прв план борбата за извојување една навистина самостојна и една навистина слободна Македонија, која не би била ништо поинаква од другите и веќе национално слободни балкански земји. Со оглед на таа поставена крајна цел, Димо Хаджидимов безрезервно им се придружи на оние наши национални револуционери што ги управуваа акциите на револуционерната организација и против султанската тиранија и против оружените врховистички интервенции на соседните балкански држави. И не е случајно што токму Димо Хаджидимов беше идеологот на серската револуционерна струја на Сандански, зашто токму таа струја беше најактивна во борбата против врховизмот.
Сандански создаде од Серскиот револуционерен округ, која вклучуваше сета Пиринска и дел од Егејска Македонија, гранитна бариера, од која се разбиваа сите обиди на големобугарските чети за господарење на овој терен на внатрешната организација. Хаджидимов од своја страна, со храбро перо, ја истакнуваше длабоката патриотска смисла на смелата и резултатна противврховистичка противакција. И тоа пак во врска со онаа сосема јасна крајна цел, цитирам, против целта на организацијата Автономна Македонија и нејзиниот лозунг Македонија на македонците, пишува Хаджидимов во статија од 2 јуни 1905 година. Врховистите против поставуваа некаква автономна Македонија со прикриен лозунг Македонија за Бугарија, додека автономијата се сваќа од организацијата како создавање самостојна држава. Крај на цитатот. Реакционерниот печат во Бугарија жолчно ги напаѓаше Сандански и неговите somисленици дека со својата борба против врховистичките чети стануваа виновници за пролевање бугарска крв. Особено побуден беше овој печат кога Сдружените чети на Серскиот револуционерен округ ги уништија во битката кај селото Кашина, Мелничко, Сдружените врховистички чети на чело со поручникот Софрони Стојанов. Но Хаджидимов јасно му одговори на бугарскиот реакционерен печат, зашто силите на македонската внатрешна организација се принудени да пролеваат бугарска крв. Цитирам, ја обвинуваат, ја осудуваат натрешната организација по повод убиствата при Кашина. Тоа не е за прв пат, ниту ќе биде за последен. Ние не пишуваме за оправдување. Но треба да се знае дека во овој момент внатрешната организација се бори, напаѓа на еден бесен начин од сите страни и секој ден незините редови се проредуваат. Ако во иднина им се укажува материјална и морална подршка на оние што во тие судбоносни за организацијата услови нашле за најзгодно време да ги преземаат незините реони, тоа може би до толку ќе ослабне, што не ќе може да биде решавачки фактор и токму тогаш ќе се создаде најпогодна почва за разните шовинистички пропаганди, за да ги достигнат тие своји пеколни замисли. Нека се разбере еднаш за секогаш, пишува Хаджидимов, дека секој што действува против натрешната организација, действува против ослободителното дело на измачениот и жестоко обесправен македонски народ. Ако Кашина може да ги стресе раководните кругови на Бугарија, ако успее да го предупреди бугарското општество и да го натера да види каде е правиот пат, тогаш оние безполезни жртви што паднаа во тоа село да бидат безполезни за ослободителното дело. Крај на цитатот на Хаджидимов. Во острото и логично перо на Димо Хаджидимов, принципите на македонската самостојност го имаа својот најнепомирлив теоретски заштитник. И сосема природно беше што на Рилскиот конгрес на организацијата, за него имам читано, кога ја посетив нашиот Народен музеј во Скопје пред едно известно време оваа година. Многу може да се научи таму. Секој еден што ја посетува Македонија, вклучувајќи ги оние што живеат Македонија, препорачливо е да појдат во тој Народен музеј, ако немаат појдено или ако имаат појдено, да го посетат повторно. Има многу да се научи во тој музеј. Повторувам реченицата. И сосема природно беше што на Рилскиот конгрес на организацијата во 1905 година, кога левицата зеде превласт во раководството, токму Хаджидимов беше избран за редактор на Револуционерен лист.
Всушност, редактор на органот на организацијата стануваше неговиот најактивен соработник. И пак беше природно што најнезадоволни од овој избор се покажаа токму надворешните и внатрешните врховисти. Јасно сведочи за тоа незадоволство искажувањето на Христо Силјанов во неговата книга Ослободителните борби на Македонија. Најзлосреќен, меѓутоа, се покажа изборот на редакторот. Редактирањето на весникот Револуционерен лист му се одзеде на Васил Пасков и му се даде на Димо Хаджидимов. Карактеристично е и објаснението што го дава Силјанов на изборот одреден од него како злосреќен. Хаджидимов имаше вешто перо, пишува тој. Имаше вешто перо. Зацврстено во диалектиката од времето на печатната кампања против врховизмот. Со своите пишувања тој најмногу придонесе за формирањето на македонската левичарска идеологија. И токму под неговото редакторство Револуционерен лист доби изразито левичарска идеологија. И тоа беше сосема точно. Тешко би можело да се замисли поавтентично истакнување на Хаджидимов како идеолог на левицата во македонското национално ослободително движење. И симптоматично е што тоа автентично признание доаѓа од страната на самите врховисти. Тоа ќе рече дека перото на Хаджидимов на вистина тешко го погодуваше врховизмот и овој диалектичар на вистина имаше право кога инсистираше за учеството на марксистите во македонското движење, вели писателот Димитар Митрев во неговата книга Пиринска Македонија. Токму нивната диалектика можеше да биде, а во неговиот случај и беше, најударно против врховистичко разобличување. Придонесувајќи најмногу за диференцијацијата во врвовите на внатрешната организација, Димо Хаджидимов не го вршеше тоа како некаков левичарски доктринер или сектант. Таа диференцијација се наложуваше како неизбежност од самата реалност на револуционерна борба. Корените на диференцирањето кое отворено се вршеше по Рилскиот конгрес беа длабоки и лежеа уште во зародишот на револуционерното движење. Неизјаснетоста или различностите околу самата крајна цел на борбата беа првиот симптом на идната отворена поларизација на погледите. Прикриениот врховизам и десничарскиот опортунизам постоја уште пред Илинденското востание. И подоцна, особено починот на врховистичкото провокаторство со прибрзаното објавување на востанието, нештата требаше да се означат со нивните суштински имиња. Прикриените врховисти и опортунистите преминаа од десница на организацијата во отворена врховистичка агентура, чиј идеолог беше Христо Матов. Вистинските следбеници на Гоце Делчев од друга страна се оформија како левица и станаа единствени застапници на македонската револуционерна самостојност. Нивниот предводник не можеше да биде никој друг освен Јане Сандански, како што нивен идеолог можеше да биде и беше Димо Хаджидимов. Истакнувањето на овој историски факт, потврден и од самите врховистички историграфи, со ништо не го подценува крупното идеолошко значење на Ѓорче Петров во историјата на нашето ослободително движење. Станува збор за специфичностите на идеолошкото дејствување кај двајцата најистакнати теоретичари на македонската национална револуција. Идеолошкиот и не помалку диалектичен рефлекс кај Ѓорче Петров се изразуваше првенствено во однос на тактиката и стратегијата на револуционерното движење, додека оној на Хаджидимов првенствено во однос на принципите и програмските пунктови. Специфично е тоа што во своето револуционерно дејствување како задграничен представник на организацијата, Ѓорче, без да ги изневери принципите, нужно и вешто маневрираше како опитен и реалистичен дипломат. Специфично е пак
За Хаджидимов, кој действуваше првенствено како публицист и полемист, отвореноста на ставот и категоричноста на заземената позиција. Тоа беше и во негова лична природа, но тоа му беше наложено и од организацијата да биде со остро перо, безрезервен заштитник на незината револуционерна програма. Спецификите се одредуваат, несомнено, и од самите идејни ориентации со потесна политичка смисла. Ѓорче беше изразит револуционерен демократ, а Хаджидимов изразит марксист. Но тоа не им пречеше, како македонски револуционери, да се работуваат најтесно и во известна смисла токму поради споменатите политички разлики. Меѓусебно се дополнуваа и ги правеа уште порезултатни општите борбени усилби против општиот непријател. И така здружени, тие продолжија борбата и во новите услови по Првата светска војна, за да нападнат, тоест, за да паднат и двајцата од куршумите што им ги испрати нивниот најогорчен противник, Софискиот Кобуршки дворец. Во поилинденскиот период, Хаджидимов се истакна како прониклив теоретски застапник на гледиштето за неопходноста од децентрализација и демократизација во раководењето на внатрешната организација. Тоа реформаторско прашање беше водечка тема на сите окружни конгреси што се одржуваа по востанието и на кои надвладеа децентрализаторскиот и демократизаторскиот став. Постоењето на строга централизација, што се огледуваше во донесувањето на сите поважни, па и судбоносни решенија од главниот раководен центар, Централниот комитет на ВМРО, се јавуваше во предилинденскиот период како пречка за изразување самоиницијативата на масите. Дури едно раководство, инспирирано од најчисти намери, пак не можеше да биде во состојба да се сообразува со специфичните услови во сите револуционерни реони. Врховистичката предигра околу предвременото објавување на востанието немаше да го постигне својот дефетистички ефект ако во центарот на организацијата не се најдеше личност како Иван Гарванов. И не е историската грешка само во тоа што известни колебливи и опортунистички настроени раководни дејци му овозможија на Гавранов да влезе во составот на Централниот комитет и да стане негов председател. Провокаторскиот план на овој главен адепт на големо бугарскиот врховизам, тоест врховизар, во Македонија успеа да се наложи најмногу поради неограничените и севласни права што ги имаше Централниот комитет како раководна институција. И никако не е случајно што и во поилинденскиот период, како заштитници на непроменливоста на принципот на централистичкото раководење, одново се појавија некогашните прикриени проврховисти од врвовите на ВМРО. Нивен теоретски застапник беше токму Христо Матов, кој најмногу придонесе за реализацијата на врховистичкиот провокаторски план. Во серија полемички статии од Матов, објавени под псевдонимот Авицениус, Хаджидимов ја истакнуваше потребата од неодложно напуштање на стариот круг централизам во раководењето на најважните организациони работи. Тој наоѓаше дека едно демократизирано устројство на внатрешната организација ќе ја засили револуционерната самоиницијатива на масите, ќе ги подготви самите да станат свесен и решавачки фактор во својата борба и ќе ја предпази организацијата од нови авантури и нови провокации на врховистичката перфидност. Тоа не беше негирање на раководниот фактор, туку едно негово сообразување со движечките сили на револуционерното движење, да биде одговорен пред нив и да се слушува во нивната волја. Матов ги напаѓаше сите гледишта како софиската, како софистика на едно абстрактно левичарство, а вистината беше во тоа што нивните теоретски поставки имаа своји длабоки корени
во самата револуционерна практика во Македонија. Оние пак општи места во Хаджидимовите полемички статии беа свртени кон неопходноста од повисоко револуционерно политичко култивирање на масите во битно изменетите поилинденски услови на ослободителната борба. Со тоа ќе го завршиме првиот од два дела на четивото кое носи наслов, да се подсетиме, Димо Хаджидимов, идеолог на македонската левица. Ке можете овој дел да го слушнете први, а потоа вториот дел кој ќе биде пуштен во етерот наскоро. Толку од мене, Силвана Павловска и програмата во Фокус со Силвана Павловска. Ви посакувам пријатен ден и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат на овој YouTube канал. Не заборавете да притисните на subscribe и со така на notifications. Така да ќе знаете кога следната епизода можете да ја следите. Се најубаво, пријатно, благодарам.